пратеникот Панчо Тимов, како беше, во својата реплика ме спомна дел од мојот коментар и уште спомна дека кажувам трикови. И таман работа на ова да не можам да реплицирам. Не знам како го замислувате вие демократскиот живот и демократското право на пратениците да не можат да одговорат кога ќе бидат прозвани во однос на дискусија, реплика, контрареплика и вие да кажете тука небулози, да кажете невистини, да направите квалификација и да сакате на тоа јас да не одговорам. Тоа само зборува за вашето ниво на култура и вашата демократска свест. Значи, што ме спомнете? Најмалку што можам процедурално да зборам. Затоа што ме спомнувате. А уште на реплика да се јавите и да не можам да одговорам, ќе испадне дека вашето е точно, а јас кажувам трикови. Тоа не е точно. Трикови вие кажувате, а јас ви кажав еден голем диапазон на факти како вие го злоупотребувате овој закон. Овој закон го злоупотребувате со самото поднесување. Затоа што е поднесен пред изборна година. Со овој закон овозможувате условно зголемување на приходите, затоа што реални приходи во општините со овој закон нема да дојдат. Нема да се остварат вишок на приходи. На сите ни е јасно како се прибират средства во буџетите. Ако и дозволите на една општина да планира повеќе кратно, повеќе проценти приходи од тоа што го планирала претходните години, вие не сте и помогнале, вие само и давате законска рамка да планира нешто што можеби ќе го оствари, можеби нема да го оствари. Ако го оствари, во ред. Ако не го оствари, што ќе се случи? Ќе се случи на другата страна реални расходи, приходи кои не сте ги планирале, кои не сте ги оствариле, да ги потрошите парите. Таман работа некој градоначалник дека не може да ги комплицира работите и да ја доведе работата во оваа ситуација. Вие ќе почнете 10 проекта, ќе ги донесете до фаза 20, 30, 50%, проектите ќе останат да се дореализират, вие имате толку да покриете. Кога ќе завршат проектите, вие веќе немате пари од каде да ги покриете. Едноставно немате пари во буџетот на општината. Тоа е проблемот. Ви кажав, требало да знаете, барем досега сте биле градоначалник, требало да знаете, лесна работа да имате пари во буџетот па да ги истрошите. Имате институт ребаланс на буџетот, ќе си свикнете седница на советот, ќе направите ребаланс на буџетот, вишокте средства кои ги прибира општината, ќе ги потроши. Ќе направи нови проекти, ќе ги реализира. Најмал проблем е кога имате приходи реални да ги потрошите. Дури ќе биде и според мене, како да кажем, економски грев да не ги потрошите. Напротив, треба да стимулираме економија, парите треба да се трошат. Меѓутоа, реалните пари. А сега што предлагате вие? Вие предлагате фикција. Нешто што го немат општините и возможувате пред избори да планираат повеќе, да отпочнат условно повеќе проекти и кога ќе дојде на крајот да се направи, што викаме по старски ЕСАПот, општината ќе нема пари и општината ќе влезе во дополнителни долгови или во блокада. Затоа законот ви е катастрофален и лошо решение. Благодарам.